Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Во автокампот Градиште не само што не се спроведуваат решенијата за отстранување нелегални градби, туку никнуваат и нови, обвинуваат пештанци. Силниот ветар создаде проблеми во Охрид. Охрид се иселува и старее. Хотелиерите од Охридско-Струшкиот регион нудат 10.000 легла за бегалци од Украина. Со слаб одзив за имунизација не може целосно укинување на рестриктивните ковид мерки, дециде министерот за здравство. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес облачно време со врнежи од дожд. Ветровито и релативно топло за овој период со максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта облачно, ветровито и топло. Утре над јужна и југоисточна Европа врнежи од дожд, во западна и централна Европа, како и над Алпите, снег. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во петок времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, но релативно топло. Локално над Босна и Херцеговина и Грција сончево со локална облачност. Максималните дневни температури од 12 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во петок умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд, ветровито и релативно топло. Попладне во западните, северозападните и североисточните предели пообилни врнежи од дожд до 20 литри, минималните од 3 до 12, максималните дневни температури во државава од 12 до 21 степен Целзиусов. Во Охрид во петок времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, но ќе биде топло со засилен југозападен ветер, минималната 8, дневната 16. Во сабота умерено облачно време, нестабилно со слаби врнежи од дожд, дневна температура до 13. Во недела и понеделник умерено облачно време со слаби врнежи од дожд, но посвежо со пад на температурите, минималната 2, односно 0, дневната 11, односно 9 степени Целзиусови. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Пештанци обвинуваат во автокампот Градиште се гради и нема отстранување на нелегалните објекти. Продолжува да се гради и покрај препораките на УНЕСКО и зборот со имотно-правните односи. Повикуваат градоначалникот и премиерот да се заложат кај институциите, да се почитуваат законите. Во автокампот Градиште се гради интензивно и покрај препораките на УНЕСКО и спорот со имотно-правните односи, обвинуваат од Сдруженијето на граѓани со одземени имоти во процес на денационализација од Пештани. Кажуваат дека се продолжува со градежни активности во кампот, иако има решение за отстранување на нелегално изградени 25 објекти утврдени од Општинскиот градежен инспекторат. Ѓорги Танески, председател на Сдруженијето, на денешната пресконференција потсети дека не се почитуваат решенијата за отстранување на нелегалните градби во строго заштитената зона на Националниот парк Гарличица и за враќање на приватните имоти. Се обратиле до Министерството за транспорт и врски, од каде добиле одговор дека се издвоени пари за рушење на девоградбите, а тие со години чекаат да се применат законите. Донесените решенија и записници за рушење на објектите, пари кои што се одобрени од владата, никој не превземат никакви активности. Тоаш го нападунавме Константин Георгиевски, беше на лице место, одобрени се пари. Го барам и сегашниот председател на општината, градоначалник Пецаков, да пушти служби и да го реализират сето ова. Во автокампот има нова цена за годишна кирија. Зголемена е закупнината за камп при колките изнесува 1200 евра, со што корисникот на кампот и закупецот профитираат на сметка на приватните собственици на парцелите во Градиште и на државата, обвинуваат пештанци. Тие посочуваат дека не се спроведуваат пресудите од Управниот суд за враќање на нивните имоти. Петре Цановски кажува дека се донесени 5 пресуди во нивна корист по поништување на решенијата од првостепената комисија за денационализација. Ме играат и тоа е право чудо. Кој да дојди, се нешто ќе обеќават, а на крајот нема ништо од тоа. Политиката е замешана во Градиште, ова речено, во кампот. Jer се шо ќе биде, како ќе биде, то Бог знае. Пештанци реагираат и на фактот што е затворен влезот во автокампот од страна на закупецот. Зад затворени врати се одвиваат градежните зафати и не се дозволува приот ни од надлежните институции, ни од граѓаните до Изерскиот брег, иако брегот е јавно добро во државна сопственост. Силниот ветар попладнево создаде проблеми во Охрид. На улицата Ристо Чадо под налетот на силниот ветар падна бандера на коловозот, при што беше прекинат сообраќајот. На терен излегле екипи на СВР Охрид. За среќа, нема повредени пешаци, ниту материјална штета од автомобили. Од Центарот за управување со кризи информираат дека до нив пристигнала само една пријава за падната лимена кровна конструкција во дворна стамбена зграда на улицата Лазо Трповски. Нема повредени лица, причината е материјална штета врз паркиран автомобил. Охрид се иселува и старе. За 2 децении населението во Охрид се намалило за 4321 жител. 51.428 резидентни жители има Охрид според пописот од 2021 година. За споредба, на пописот во 2002 година во градот живееле вкупно 55.749 жители. Доминантна според бројот на граѓани е старосната група од 60 до 64 години со 3929 лица. Веднаш по неа 3719 граѓани се на возраст од 65 до 69 години. Во 2002 година најбројна била возрастната група од 20 до 24 години со 4501 лице и од 40 до 44 години со 4433 жители. Според тоа како се изјасниле граѓаните за етничката припадност во Охрид, живеат 40.488 македонци, 1942 албанци, 1831 турчин, 232 роми, 314 власи, 281 србин, 23 бошњаци, а 2008 лица се заведени како други.
православна вероисповест, навеле 34.868 жители, како муслимани се изјасниле 5.908, а католици 113. Во Охрид според статистичките податоци има 30 јеховини сведоци, 29 агностици и 18 будисти. 4289 лица се попишани административно, што значи не биле достапни на попишувачите и за нив нема податоци за етничка и верска припадност. Во моментов има 1000 жени повеќе од мажи. Од првиот сет на објавени податоци за пописот може да се согледа уште тоа дека во Охрид се зголемил бројот на домаќинства од 16.012 на 18.368. Позначително зголемување помеѓу два пописи има во бројот на станови од 28.437 во 2002 на 33.660 станови во 2021. Хотелиерите во Охридско-Струшкиот регион нудат 10.000 легла за бегалци од Украина. Хотам до владата достави листа на достапни објекти, иако поради инфлацијата пораснаа цените и во хотелско-угостителскиот сектор, од Хотам велат, цените за украинските бегалци ќе бидат далеку пониски во однос на оние во европските земји. 10.000 легла за украински бегалци нудат хотелиерите во Охридско-Струшкиот регион. Хотам веќе достави до владата листа на достапни објекти за прием на бегалци. На располагање се 30% од капацитетите или близу 3000 хотелски соби со 5 до 6000 легла. Заедно со приватните сместувачки капацитети понудиле сместување за подолг престој за околу 10.000 украинци. Според Хотам, бројот на домашни и странски туристи оваа сезона ќе се намали поради воената и економската криза и инфлацијата. Нема голем број на уплати, да кажам, за одмори, затоа што во една ситуација кај што се спомнува војна повеќе пати во денот, кога ќе слушате војна и преговори за мир, никој не се осеќа нели комфортно за да може да уплати одмори и да патува некаде. Иако поради инфлацијата пораснаа цените и во хотелско-гостителскиот сектор, од Хотам велат цените за украинските бегалци ќе бидат далеку пониски во однос на оние во европските земји. Ќе има пореметување во ценовна политика, во број на гости, странски гости, држави кои имаат поголемо влијание, например, од војнава, како што се Полска, пошто е одманели граничи со државите кои се во војна, намалување на број на гости од Полска, тие ни се едни од поголемиот број на ноќевања што го добиваме. До сега во Охридско-Струшкиот регион се сместени десетина семејства од Украина. Од Хотам велат расте интересот за нивно привремено сместување во земјава. Делегацијата на Европската Унија за ИПА-2 програмата во работна посета во општина Дебрца. Градоначалникот Зоран Ногачевски, проектниот координатор за Европската Унија од општина Дебрца Ангел Секуловски и Антонио Додивски од Планинската спасителна служба остварија средба со Елви Сали, програмски менаџер на делегацијата на ЕУ, и Марин Белули од заедничкиот генерален секретаријат за ИПА-2 програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија. Делегацијата на ЕУ за ИПА-2 програмата во селото Брежани беше запозната со реализираните активности од проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам. Со овој проект во општина Дебрца се изврши реконструкција и пренамена на старата училишна зграда во селото Брежани во планинарски дом, а следно и реконструкција на пропустите на патот од селото Брежани до Илинска црква. Претходно се изврши набавка на опрема и специјално теренско возило Дастер за спасување во зимски услови, како и обуки за прва помош во зимски услови за локалното население. Високите бројки од 300 ново заразени на дневна основа не дозволуваат брзо и пообемно отстранување на сите антиковид рестриктивни мерки одеднаш, дециден министерот за здравство Беким Сали. Слаб е и одзивот за имунизација во рамки на караванот за вакцинација против COVID-19, посочи министерот. Рано е за укинување на сите рестриктивни мерки воведени за контрола на ширењето на COVID пандемијата. Вирусот се уште постои и ја чека најмалата можност да се развива, а потоа при почеток на развивање ни одзема недела до 2 да можеме да стопираме нешто. Истакна денеска
Министерот за здравство Беким Сали. Тој посочи дека на секоја седница на Комисијата за заразни болести олеснуваат по некоја мерка, но како што рече, не можат се одеднаш да укинат. За жал, се уште сме на тие мерки. Гледате, при секоја седница на Комисијата за заразни болести ние нешто олеснуваме, меѓутоа не можеме се одеднаш да олесниме. Таму има дебата, искрено јас дадов еден предлог кај нив, еве јавно ќе го кажам. На една од седниците да ве поканиме и вас да видите како се дебатира внатре во комисијата. Верувајте, толку е кристално јасна ситуацијата, јасна е сликата за епидемиолошката состојба, што и вие ќе добиете информации точни и навремени што, кога и како треба се одлучува. Министерот информира дека во рамки на караванот за вакцинација против COVID-19 има одзив и во секој пункт има нови кандидати за вакцинација, како за прва, втора, така и за бустер доза, но дека се уште е рано да се установи колку караванот помогнал во подигање на свеста за важноста од имунизацијата и зголемување на процентот на имунизација кај населението. Меѓутоа, не можам да кажам дека сме сосем задоволни од одзивот, затоа што очекувањата наши се да се зголеми процентот на ново вакцинирани, а со тоа нели да се почувствуваме и побезбедни за справување со COVID-19. Те уште не е завршена акцијата за да кажеме колку проценти е зголемен, меѓутоа минимално е. Според последните податоци, околу 41% од вкупното население во земјава е вакцинирано со 2 дози, а само 7 со бустер доза. Имајќи предвид дека невакцинираната популација има поголем ризик од смртен исход од COVID-19 во споредба со вакцинираните, тоа значи дека голем дел од популацијата останува незаштитена. Во 87-та година од животот вчера почина Љубен Батковски, долгогодишен директор на Охридско лето во периодот од 1982 до 1996 година. Еден од основачите на фестивалот и член на тогашниот совет и комисиите на фестивалот. Батковски ќе остане запишан во фестивалската историја на Охридско лето како човек чиј несомнен интелект е вграден во основањето, развојот и обстојувањето на фестивалот, велат од Охридско лето. Батковски за својот придонес во развојот на фестивалот Охридско лето е одликуван со орден заслуги за народ со сребрени зраци од председателството на СФРЈ, а има добиено и 2 странски одликувања. Љубен Батковски е роден на 6 јануари 1935 година во Охрид. Во 1958 година дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје на групата Југословенска книжевност. Во неговата професионална кариера има работено како спикер во Радио Скопје, раководител на катедра при Работничкиот универзитет во Охрид, управник на Домот на културата во Охрид, началник на Оделението за општествени дејности при Собранието на Општина Охрид, дописник на Весникот Нова Македонија и председател на Собранието на Општина Охрид. Следуваат вестите од светот. Русија и Украина ќе ги продолжат своите онлайн мировни преговори на 1 април, изјави висок украински функционер по завршувањето на последната рунда преговори во Турција. Украина предложила лидерите на двете земји да се сретнат, но Русија одговорила дека треба повеќе да се работи на нацрт договорот. Официјален Кремљ вчера соопшти дека нема напредок во разговорите на завојуваните страни во Истанбул. Оценката доаѓа по претходната и по оптимистичка изјава на главниот руски преговарач Владимир Медински, кој рече дека Киев покажал подготвеност да ги прифати главните руски барања, вклучително и откажување од членството во НАТО, но истакна дека позицијата на Москва за Донбас и Крим останува непроменета. Вработен во Украинската агенција за управување со така наречени зони на исклучување како онаа во Чернобил, објави на Facebook дека некои војници биле пренесени во специјална медицинска установа со акутна радиациска болест, но Guardian истакна дека оваа информација не е потврдена. Британските медиуми потсетуваат дека работниците во понеделникот за Reuters изјавиле дека војниците во оклопни возила без радиациска заштита поминале низ отровната зона наречена црвена шума, подигнувајќи радиоактивна прашина. Инаку црвената шума го носи тоа име бидејќи врвовите на боровите околу нуклеарната централа светеле црвено од радиација што ја абсорбирале по катастрофата во Чернобил. Сад вчера објавија дека руските сили почнале да се повлекуваат од нуклеарната централа во Чернобил. Според тоа се уште има многу контаминирани и ограничени области. Guardian пишува дека е можно руските војници да не знаеле за опасноста.
Стручњаците велат дека областа нема да биде безбедна дури ни по 24.000 години. Во извештајот на групата на Google Threat Analysis се наведува дека руски хакери неодамна се обиделе да упаднат во мрежите на НАТО и армиите на некои источноевропски земји. Google објави дека обидот за сајбер напад го извршила група со седиште во Русија наречена Cold Driver или Калисто, но во извештајот не се наведува кои армии биле цел на она што се опишува како кампања за кражба на идентитет. Гледаме злонамерни сајбер активности секој ден, се вели во извештајот. Вселенскиот телескоп Хабл дзирна во зората на космичката ера и откри светлина над звезда која постоела во првите милиарда години поголемата експлозија што е нов рекорд, објавија астрономите. Новооткриената звезда наречена Ерендил е толку далеку што на незината светлина и требале 12,9 милиарди години да стигне до Земјата од времето кога Вселената била на 7% од својата сегашна старост. Предходниот рекорд бил откриен во 2018 година кога универзумот бил стар 4 милиарди години. Дејќи универзумот се шири, во моментот кога светлината на далечните звезди ќе стигне до нас, растегнат е на подолги под црвени бранови должи еден феномен наречен црвено поместување или редшифт. Светлината на Ерендел доаѓа од ерата наречена Редшифт 6,2. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.